Во најубавите години за лов кој ловците ги враќаат наназад барем 3 децении и повеќе, ловецот не можеше да се замисли без загар, птичар, поентер, гонич од престижна раса и добро обучен. За разлика од тогаш, сега се е сведено на измелезени кучиња кои не се двојат од ловецот, чекаат да добијат некаква храна од ранецот. Една од причините за ваквата состојба е нелегалниот бизнис со ловечки кучиња, кои поединци буквално ги крадеа на терен или од дворовите на сопствениците на црно и ги препродаваат на трговци и ловци во Грција. Мрежата распространета во сите делови од регионот, а каналите водат преку Гевгелија, Битола и други погранични градови кон јужниот сосед. Ловците жалат дека се разочарани од ваквите состојби и дека да се чува загар во денешно време е повеќе нервоза отколку задоволство. Дека во овој бизнис се вртат големи пари без никој сето тоа да го контролира. Зборуваат поединечни примери на трговци со ловечки кучиња кои во изминатите години и сега значително се зголемија својата материјална положба. Сосема логично, бидејќи за расен загар за гонење диви свињи, грците плаќаат по 1000 до 2000 евра. За гоничите на зајак цените се движат до 1000 евра. Помеѓу нашите ловци цената на ловечките кучиња се движат од 200 до 400 евра, иако и тука имаме раклии кои се спремни да издвојат двојно повеќе. Поради ваквите состојби, ловците и ловечките здруженија се организираат и бараат мерки како да се заштитат. Од друга страна, неопходна е соодветна законска регулатива за тие што се занимаваат со нелегална трговија со луѓе.